Почитуван председател на Република Северна Македонија господин Стево Пендаровски, почитуван председател на Собранието на Република Северна Македонија господин Талат Джафери, почитуван председател на Владата на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитувани министри, високи представници на владата и на останатите државни институции, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Тргнувајќи од феноменот на дезинформациите и лажните вести како дел од предизвиците на демократијата и како алатка која се користи за манипулација на граѓаните, имајќи ја предвид злоупотребата на технологијата за креирање лажни ентитети и непостоечки измислени случувања кои вршат сериозен упат во демократските и изборните процеси и сериозно се закануваат да влијаат на довербата на граѓаните во институциите и медиумите, земајќи го како реалност фактот дека Република Северна Македонија во изминатите 2 години во повеќе наврати се соочува со масовно ширење на дезинформации, сознанијата дека дел од дезинформациите биле и се споделуваат од териториите на други држави, Владата на Република Северна Македонија иницираше подготовка на акцијски план за справување со дезинформациите и нападите врз демократијата на системско ниво, со цел да се зајакнат националната безбедност и сигурноста на граѓаните на Република Северна Македонија. Ова е прв конститутивен состанок на акцијската група за координација на институциите на државата за борба против дезинформациите и напади на демократијата на иницијатива на Владата на Република Северна Македонија. Во оваа акцијска група беа поканети и прифатија да учествуваат Канцеларијата на председателот на државата, Канцеларијата на председателот на Собранието, Канцеларијата на председателот на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука, како и Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Оперативно-техничката агенција. Денеска на оваа конститутивна седница присуствуваат председателот на државата, председателот на Собранието, председателот на Владата на Република Северна Македонија и представници на нивните кабинети, министрите за внатрешни работи, одбрана, надворешни работи, информатичко општество и администрација и представници на овие министерства, директорите на Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Оперативно-техничката агенција и представници на овие институции. Заради службени обврски надвор од земјава, на овој состанок не присуствува министерот за образование и наука и представници на ова министерство. Во име на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за работа и координација на оваа акцијска група, ќе бидам јас и мојот кабинет. Оваа акцијска група ќе служи исклучиво за координација на активностите на државните институции и ќе биде на располагање за континуирана координација со останатите чинители на општеството кои даваат свој придонес или имаат водечка улога во борбата со дезинформациите. Поддршката на највисоките државни институции на оваа иницијатива говори и за препознавањето на опасноста и димензиите на заканите од организираното и координирано создавање и дистрибуција на лажни вести и дезинформации, кои се оценуваат и како специјална војна и современо оружје против демократијата и демократските вредности. Во таа насока, како резултат на одлучна желба, Владата на Република Северна Македонија го отвара процесот за креирање политики и мерки за справување со овие феномени кои влијаат на работата на владините, државните и други јавни институции и кои произлегуваат од нивната надлежност. Предлог акцијскиот план има две компоненти: безбедносни мерки и проактивни мерки. Дел од безбедносните мерки се однесуваат на работата на државните и јавните институции и опфаќаат ревидирање на постоечките и креирање нови внатрешни безбедносни протоколи за комуникација во институциите и комуникација со надворешни субјекти, надградба на безбедносните протоколи за дигитални комуникации за државните службеници, за безбедно користење на интернет, службен мобилен телефон, електронска пошта и така натаму. Зајакнатиот безбедносен протокол ќе биде доближен и презентиран пред државните службеници преку спроведување на внатрешна проактивна едукација и информираност. Зајакнување на внатрешната информатичка инфраструктура во владата и министерствата и системот за контрола на мрежниот сообраќај со цел на временно спречување од надворешни напади на инфраструктурата. Воспоставување протокол за кризни комуникации помеѓу Централниот владин комуникацијски сервис и министерствата
за брзо и точно спротивставување на дезинформациите во интерес на вистината и јавниот интерес. Оваа листа се однесува на активностите кои се исклучиво во надлежност на државните институции и истата не е затворена. Напротив, придонесот на секој од вас и на сите институции во утврдување на приоритетите ќе биде од огромно значење во креирањето на планот за справување со дезинформациите и нападите врз демократијата на системско ниво на акцијската група. Напоменувам уште еднаш дека безбедносните мерки се однесуваат исклучиво на работата на владата и другите државни институции. Кога станува збор за проактивните мерки, владата на Република Северна Македонија, како засегната страна, очекува да произлезат од широката и сеопфатна дебата во која ќе бидат вклучени сите засегнати и сите заинтересирани страни. Медиумите, медиумските и граѓански здруженија, новинари и поединци кои се определени против злото наречено лажни вести, која ја загрозува демократијата. Секоја организација, секој поединец, секоја идеја и предлог е добредојдена затоа што битката против оваа закана им припаѓа на сите. Владата на Република Северна Македонија уште во текот на месец октомври ќе иницира серија состаноци, работни средби, дебати, трибини, работилници, како можност за сите да го дадат својот придонес. Истовремено, владата ќе ги прифати и активно ќе учествува во сите слични иницијативи, организирани од релевантни организации кои ќе се вклучат во подготовката на одлучната акција против ширењето лажни вести и дезинформации. Сакам да напоменам уште нешто што ја одредува позицијата на владата во корелација со независноста и слободата на медиумите. На 11 јули оваа година, на Меѓународната конференција за слобода на медиумите одржана во Лондон, а иницирано од владите на Велика Британија и Канада, Република Северна Македонија стана потписник на глобалната заложба за слобода на медиумите, со која што над 100 земји потписнички се обврзаа да работат заедно во заштита на слободата на медиумите и новинарската професија. Учесниците на конференцијата се обврзаа да зборуваат и да действуваат заедно, формирајќи меѓународна коалиција за поддршка и истакнување на фундаменталната важност на слободата на медиумите, како и во разоткривањето на кршењето и злоупотребата на слободата на медиумите и нивно споделување со глобалната јавност и промовирање одговорност на овој план. Ми представува особена чест и задоволство да истакнам дека овој состанок е почеток на една акција со сеопфатни мерки за одлучно спротивставување и борба против лажните вести, дезинформациите и медиумските манипулации со единствена цел – заштита на јавниот, националниот и интересот на граѓаните, како и заштита на слободата на говорот и изразување од штетите што ги предизвикуваат овие појави. Ви благодарам на вниманието.